Не бе, се има, знаеш. Приватно задње. Тама е овој. Добро утро на сите, освен на пратениците. Зошто освен на пратениците? Затоа што 2 години го блокираат предлогот на Сојузот на синдикатите на Македонија за зголемување на работничките плати или за зголемување на минималната плата и зголемување на сите останати плати за најмалку 6.000 денари. Како што им ветивме, денеска по 21 човек на 2 локации ги блокираме да не можат да дојдат со сопствените возила на работа како што идат, да не можат да наплатат трошоци за превоз како да трошат керозин и да мора да дојдат пешки или со јавен градски превоз на своите работни места. Моите информации се дека голем дел на пратеници станале рано утринава за да дојдат пред 9 часот на работа, за да не се соочат со работниците на улица, затоа што се срамат од нив. Се срамат од своите гласачи затоа што одбиваат да зголемат работничката плата, а од друга страна пратеничката плата според последните најави ќе се зголеми не само за 9,2% колку што си пресмета гувернерот на Народна банка дека се зголемува просечната плата во 2025 година, туку и за 12,6% затоа што Уставниот суд голема е веројатноста да укине уредбата на владата од претходната година, што ќе каже дека на 100 или 120.000 денари добиваат 21% зголемување на нивните плати. Да биде срамот за нив уште поголем, тие се подготвени нивните плати, односно коефициенти, да ги намалат за 9%, да не се зголемат, само за да не ги зголемат платите на работниците. Пратениците сакаат работниците, нивните гласачи да живеат и да тонат во сиромаштија. Тоа е срамно и затоа денеска сме тука во 9 часот за да ги блокираме, за да им покажеме дека нечовечки се однесуваат кон работниците, особено поради тоа што ги слушавме изјавите на пратениците кои жестоко ги бранеа своите плати, наместо да се борат за работничките плати, изминатите денови, кои жестоко ги бранеа своите патни трошоци, кои ги имаат како право, а кои сме им го дале ние работниците, а не го овозможуваат како таква на работниците. И затоа првата дестинација е токму тука, со оваа денешна блокада, која ќе трае до започнување на седницата на собранието, која е закажана за почеток во 11 часот. Мислам дека денешниот ден треба да ги засрами сите, а најмногу оние 120 избрани пратеници, и мислам дека дури денеска на седницата која ќе ја имаат треба да предложат зголемување на минималната плата на 600 евра и зголемување на сите останати работнички плати за најмалку 6.000 денари или за разликата од претходната минимална плата и новата минимална плата која ќе изгласаат. Доколку не го направат тоа, како што ветивме, ќе собереме 10.000 подписи, ќе им станеме овластен предлагач и ние, работниците, ќе им ги намалиме нивните пратенички и нивните функционерски плати. Дополнително тоа што сакам да го кажеме дека не осудуваа дека иницијативата на ССМ за намалување на нивните плати за 80% била неуставна, затоа што ќе дошле на минималец. Па сватиле колку тешко ќе живеат на минималец, па затоа сметаат дека е неуставно да им се намалат нивните онака високи пратенички плати. Но прашувам од тука јасно и гласно, како тоа ако ги намалат за 9,2% коефициентите ќе биде уставно, а неуставно ќе биде да ги намалат за 80% нивните коефициенти, да променат нивната основица со минимална плата да биде наместо сегашната просечна плата. Кажавме дека 28 јануари големиот работнички протест е само почеток. Кажавме дека ќе правиме таргетирани блокади за кои ќе ни се потребни многу малку луѓе. Согласно законот за јавните собери, потребни се 21 човек на улица за да блокирате одредена институција, одредена група која ужива на работничката мака и на работничката пот. Тоа ќе го правиме и во наредните денови, веќе од четврток ќе го блокираме приодот до Стопанската комора, а наредниот вторник кога владата ќе има седница, ќе ја блокираме и владата. Се надевам дека председателот на владата и министрите, кои не се излезени од службените автомобили,
ќе тргнат пешки до своите работни места и ќе поминат покрај работниците. Покрај 21 работник на две локации пред владата за да не може да дојдат со службените автомобили. Се надевам дека владата нема да избега како што избегаа кукавички пратениците денеска кои многу рано станале за прв пат можеби и во нивната пратеничка кариера и дошле на своите работни места пред 8 часот според нашите информации. И за крај, денеска не смеат да наплатат патни трошоци, Приликата да им се заблагодарам и на полициските службеници кои денеска за жал мораат да стоат со нас на ладното. Меѓутоа и за нив баравме 20% изголемување на нивните плати во токму ова собрание, за кое пратениците кои денеска тие се принудени да ги чуваат, не изгласаа зголемување за 20% на нивните плати. Денеска и тие мораат да стоат за жал со нас на студот, додека пратениците повторно седат удобно во нивните пратенички канцеларии и потоа во нивните пратенички фотели од 11 часот. Мислам дека денеска е денот кога пратениците треба да се засрамат или нема да бидат повеќе пратеници како што не се пратеници многу нивни колеги. Ви благодарам.